Почна новата година и јас мислам денес да се соочиме со некои од најнезгодните прашања кои ќе се соочиме во животот, тоест оваа година. И знаете што, мислам дека ако сега се соочиме со тие прашања, не мора во текот на годината да не среќаваат. Така да има некои незгодни прашања, по прашања нашата вера, по прашања на тоа што ние го веруваме, како ние се поставуваме во животот, што очекуваме, кој е Бог, што ветува Он, што веруваме ние. Често пати кога се соочуваме со потешкоти во животот од никаде, не знаме како тоа да го сместиме, во кој концепти тоа да го ставиме. Како ние, христијани кои веруваме во Бог, ни се случуваат потешкоти. Малце нелогично, знаете. Веруваме во Бог кој е добар, кој има добри дарови и сикаме како тоа да го сместам во мојата вера, во мојот концепт на живот. Зошто Господ дозволува некои работи? Секогаш кога од никаде во семејството излегуваат нештата од контрола, без разлика дали е дете застрането од вистинскиот пат, или е здравјето на некој од семејството, или проблем во кариерата, или едноставно животот станува неподнослив. Има такви случаи многу. Не знаеме како да си го објасниме тоа и зошто и од каде доаѓа еден таков сплет на околности. Факт е дека доаѓа. И може да се преправаме колку сакаме дека животот цвета све живо розово, но не е така. Животот е полн со потешкоти. Ти што сме веќе повеќе време во црквата, во верата, сме разбрале до сега дека верата која имаме треба да ја споделиме со другите. Треба таа радосна вест да ја споделиме. Тоа го правеа ангелите, тоа го правеа првите апостоли, тоа го правеа сите христијани од почетокот до сега. Тие споделуваат радосната вест. Тоа значи евангелие, значи радосна вест. А чиме вест, тоа не може вести. Не се собираат на едно место за да не се кажат никаде. Вести се ударна програма на сите телевизии. Сите ги гледат вестите. Затоа што вестите се да не известат, да не кажат нешто што се случува. Радосната вест е радосна вест која треба да се каже насекаде. Тоа го знаеле сите христијани. Често пати во нашата тие вести кажување, добри вести кажување на надвор се вика евангелизација. Често пати во нашата евангелизација, разгласување на радосната вест, знаеме да кажеме дека Исус е решението за сите проблеми. И знаете што? Тоа е точно. Но можеби забораваме дека Исус не ни ветува живот без проблеми, без потешкоти. Исус тоа не го ветува. И кога проблемите доаѓаат, повторно некако не знаеме во кој концепт да го сместиме се до тоа. Како да го канализираме се до тоа. Помина Божик и можеби се што имаш слушното за Божик до сега е песната на ангелите. Знаете, тоа е еден од најцитираните текстови од Библијата. На земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Можеби ќе се кажеш да почека малце. Исус дојде и ангелите најавија мир и добра волја, а погледни го светот од тогаш до сега. Има многу малку мир, а уште помалку добра волја. Во последно време отвори Facebook, види каква волја имаат македонските граѓани, ќе видите дека многу малку добра волја има. Коментарите се исполнети со гнев, исполнети се со фрустрација, комшиите веќе се малце, како да ви кажам, тешко е. Секојаш во позадина нешто жулја во животот, нешто не чини. Прашање за нас. Замислете да дојдете до момент во кој вашиот живот е апсолутно богоугоден. Значи сте дошле до колку што се може на оваа земја до некоја совршена христијанска, како да кажам, состојба. Се станале многу добар христијани. Дојдете до момент до кој знаете дека навистина сте му угодни на Бог. Може да се изгаси гласот. Навистина сте му угодни на Бог. Сикате, јас сум, не сум совршен, но сум стварно добар човек. Во мислите, во делата, во плановите, мислам дека сум угоден на Бог. Имате прекрасен духовен живот. Секој ден ја читате Библијата, се молите. Што да ви кажам? Како мислите дека таквиот живот ќе тече понатака? Што очекувате во животот? Инсистирам на одговор на тоа прашање од една причина. Сакам да откријам една од
најголемите мисконцепции кои ги имаме во нашиот живот. Мораме да го откриеме тоа. Едноставно не можеме да си помогнеме, а да не помислиме во тој правец. Како животот ќе ми изгледа ако мојот христијански живот, или ако јас сум богоугоден, како ќе изгледа мојот живот? Одговорот на тоа прашање е важен, бидејќи кога доаѓаат проблемите во животот, кога потешкотиите се собираат, кој е првото прашање кое ви доаѓа на памет секогаш? Ако животот ми е лош и во проблеми, тогаш веројатно некаде сум сгрешил. Сте го помислите тоа? Одма го мотате филмот, чека се, кај сгреши во животот? Изгледа не сум добра личност. Ако животот ми тече добро, може ги се кажете, тоа е веројатно затоа што јас сум добра личност. Отприлика, така е некој дефолт мод, некој наш, како да кажам, начин на размислување во некоја основна форма. За денес сакам да прочитам еден интересен текст, кој е откриен во насловот на проповедата, крштението и искушението на Исус. Крштението и искушението на Исус. Ќе го читам текстот, слушајте, и од тука сакам да научиме некои многу важни принципи за оваа година, кои верувам дека би требало тие принципи да станат нашата цел. Кај сакаме да бидеме на крајот на 2021 година. Текстот е следен. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да се крсти од него. А Јован го одвраќаше велејќи: Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти кај мене ли доаѓаш? Но Исус му одговори и рече: Остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда. Тогаш го остави. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата, одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божи како слегува, како гулаб и доаѓа на него. И ете, глас од небесата говореше: Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога пристапи до него, искушувачот му рече: Ако си син Божи, заповедај овие камења да станат лебови. А тој му одговори и рече: Напишено е: Човек не живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на стријата од храмот и му рече: Ако си син Божи, скокни долу, зашто напишано е: На ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат за да не си ја сопнеш ногата од камен. А Исус му рече: Напишано е исто така: Не искушувај го Господа твојот Бог. Повторно ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: Сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Но Исус му рече: Бега од мене, Сатано, зашто е напишано: На Господа твојот Бог да му се поклонуваш и само нему да му служиш. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Амен. Еден збор е клучен во овој текст. Јас верувам дека нема шанси да погодите за кој збор станува збор. Зборот кој е клучен во овој текст е зборот тогаш. Збор кој се појавува на почетокот на 4 глава, во првиот стих, и збор кој ги поврзува двете важни работи што се случуваат: крштението на Исус и искушението во пустината. Прво имаме утеха, после имаме конфликт. Прво имаме сила, после има слабост. После водата доаѓа пустината. Прво има освежување, после доаѓа сушата. После Божиот глас доаѓа гласот на сотоната. После конфирмација, после потврда доаѓа сомнеш. Се сеќавате на прашањето и логичниот заклучок на почетокот? Ако дојат потешкоти во животот, веројатно некаде сум сгрешил. Тука имаме еден интересен принцип, еден обратен принцип. Имаме прекрасен и богоугоден живот, еден кој апсолутно беше угоден на Бог.
ако некој му беше угоден на Бог по волјата Божја, тоа беше Исус. Тој беше воден од Духот, константно. Тој беше во совршено единство со Бог. А како течеше неговиот живот? Колку подобар е животот, поголемо е искушението. Колку повеќе си воден од Бог, толку повеќе искушенија и битки ќе има во животот. Не знам како звучи тоа. Да го ставам тоа во други зборови гласи вака. Ако твојот духовен живот е апсолутно мирен духовно и без никакви духовни битки, удобен, внатрешно, надворешно од сите аспекти, веројатноста е голема дека не си ни воден од Духот. Затоа што ако си воден од Духот, Духот ќе те потврдува преку крштението, но ќе те води и во пустината за искушението. Не се обидуваш да постигнеш големи нешта за Бог и веројатно не се ни обидуваш да бидеш угоден на Бог. Ако твојот живот не се соочува, ако духовниот живот не се соочува со турбуленции, веројатноста е голема дека ти воопшто не следиш Божиот дух. Секој кој се упатил на Божиот пат и кој решил да го прослави Бог и кој решил да стане угоден на Бог, ќе искуси конфликт и духовни битки. Тоа е загарантирано. Загарантирано е тоа. Внатре ќе чувствуваш искушение и притисок како никогаш порано. А надворешно ќе искусиш опозиција, противење како никогаш во животот, што не си искусил од страна и од страни од кои никогаш не си ни очекувал. Тоа е духовен принцип, верувајте ми. Крштението и искушението никогаш не се одделни. Тие секогаш одат заедно. Евангелистот Марко, сакајќи да ни потенцира што се случува во тој момент, тој наместо тогаш го користи зборот веднаш. Кога Исус се крсти и Божиот глас се слушна од небесата, веднаш Божиот дух го однесе во пустината. Исус беше крстен и веднаш доаѓа искушението. Христијанството е борба. Борба е христијанството. Јас ќе ви кажам вака. Секој кој ви нуди христијанство без солзи, ви нуди нешто нереално. Секој кој ви нуди духовен растеж без покаяние и плачење, ви нуди нешто нереално. Ви нуди ефтино христијанство, нешто кој не постои. Секој кој ќе ви каже дека со крштението и со првиот чекор во христијанскиот пат проблемите завршуваат, тогаш што некој нити го нуди вистинското христијанство. Тоа не е вистина. Христијанството е борба. Може би ќе мислите дека сега како проповедник сум многу лош продавач. Ако јас продавам нешто сега, кажете ова што сега го збориш, тотално ме разубедува да станам христијанин и било што во животот. Да одам по тој пат. Па ти не знаеш да продаваш. Ајде да го анализираме текстот, да видиме кои се некои од тие процеси низ кои ние поминуваме како христијани, како Божи деца. Има една анализа од текстот која земав од еден познат проповедник кој се вика Тим Келер, ми помогна во таа анализа и верувам дека се откриваат богатства во овој текст од кои ќе можеме да црпиме, да поставиме цели за оваа година. Од овој текст можеме да научиме три нешта како што вика Тим Келер. Првото нешто што ќе го научиме е кој е непријателот. Тоа е првото нешто. Второто што ќе го научиме од овој текст е каде е фронтот на битката. И третото што треба да го научиме е кои се оружјата достапни за таа духовна борба. Кој е непријателот? Веднаш од старт ќе ви кажам кој е непријателот. Непријателот е сотоната. Библијата вели дека секогаш кога има растеж на љубов, милост, мир во нашиот живот, кога тие плодови ќе ги искусиме во нашиот живот, ќе забележиме дека постои едно друго царство на гордост, омраза и страф. Секогаш кога се појавуваат плодовите од Божјото царство на љубов, милост и мир, ќе забележиме дека едно друго царство се подига од друга страна, кој е царство на гордост, омраза и страф. И царството на гордоста, на омразата и стравот е моќно царство. Моќно царство е тоа.
бидејќи тоа е многу комплексно царство. Ако почнете да копате во вашиот живот, ќе ги видите тие некои работи од тоа царство и дел и од вас. Царство на гордост, на омраза, на страх. Ќе видите колку сето тоа е испреплетено. Дури нашите најдобри намери понекогаш имаат некои лајт мотиви од тоа царство внатре во нас. Библијата вели дека тоа моќно и комплексно царство е такво затоа што во позадина стои интелигенција. Знаете, христијаните ние не веруваме некое абстрактно зло, ние веруваме во едно интелигентно зло. Позади злото стои интелигентно битие. Битие кое обмислува, битие кое креира, битие кое прави планови, битие кое напаѓа, битие кое делува во позадина. И затоа е многу тешко да се спротивставиме. Што вели Библијата за злото? Библијата за злото, знаете што вели? Ако мислиш дека позади Холокаустот стоеше Хитлер, или дека позади нечиј застрелен живот стои лошо родителство, тоа значи дека си наивен. Наивен си. Има многу повеќе од тоа. Стои интелигентно битие кој стои позади злото. Можеби некој ќе каже дека е лудост да се помисли за се да се обвинува сатаната. Некој и тоа го прави. Абе, ѓаволот е крив за се и се оттргнува од целата одговорност. Можеби некој ќе каже дека демоните и таквите средби што ги читаме во Новиот Завет се чудни записи затоа што во тоашно време луѓето не знаеле кои се тие некои психолошки болести и све препишувале на демоните и така натаму. Јас мислам дека многу е наивно и суеверно да се потцени и да се опише сатаната и действувањето на ѓаволот. Мислам дека е многу наивно. Ако веруваш во Бог, во лично и надприродно битие кој носи добро, тогаш би требало да веруваш дека постои и противникот, тоа е сатаната како лично и надприродно зло. Каде е логиката да кажеме дека постои само надприродно и лично добро битие, а да се отпише постојањето на надприродно зло битие? Погледнете на светот. Читаш некаде во светот какви страшни работи се случуваат. На Блискиот Исток, во Африка, појменем, сега во Америка, сега гледав едно видео Инстаграм пост од една жена која одеше и која беше убедена дека нешто важно ќе се случи за 30 минути, од тоа што слушнаме, таа беше застрелана и умрела. Во Америка тоа се случува. Читаме за разни страшни војни состојби во светот, но да не одиме далеко. Отеднаш читаме и наши домашни вести. Во Кочани, во Тетово, не знам. Родители што прават на дете, дете што прави на родители. Некои страшни, грозни работи. Вести кои што никогаш не си ни помислила дека ги прочиташ во нашето соседство. Но тука се. Не се само во светот. Го гледаш се до тоа и мораш да се запрашаш. Што стои позади сите тие нешта? Ако го занемаруваш и негираш сатаната, тогаш мораш да признаеш дека ние не можеме да си помогнеме и дека ние луѓето сме чисто зло. Ако сатаната во светогледот не постои, тој е непријател на Бог, тогаш мораме да признаеме дека ние луѓето сме толку за никаде, што тоа е еден нормален производ. Тоа зло, ти некои страшни работи се нормално состојба на човекот. Утре сабајле, ако станеш во таков поглед на светот, тоа ќе ти биде најгорчливото утро во животот, затоа што нема да очекуваш ништо добро. Ви е страшно. Какви очекувања ќе имаш за денот кога ќе знаеш дека луѓето се способни во секој момент да направат таква работа? Има премногу докази за тоа интелигентно зло и зло со кој Исус се соочил. Но тука е трикот. Се многу зборови за сатаната и ги кажете, ама почеток на 2021 година, како 2020 да не беше доволно тешка. Има еден трик тука за ѓаволот и КСВ исто многу добро го сортира. Има две грешки кои ние можеме да ги веруваме за Божиот непријател. Првата грешка е дека можеме да имаме нездраво интересирање или пренагласено верување во ѓаволот и да го бараме позади секоја грмушка и да се преокупираме со тоа, па да одиме на бајачи, на гатачи, хороскоп да читам што ли се не треба да правиме. Но другата грешка е подеднакво иста грешка, а тоа е да можеме да имаме нездраво негирање или да не веруваме воопшто во постоењето на ѓаволот. Тие се и двете
крајности во кои треба да ги одбегнеме. Ако не постои сотоната и личното интелигентно зло, битие, тогаш што да правиме со тие зверства? Како да ги објасниме тие во нашиот свет? Како да ги дефинираме сите тие случаи? Зошто народ се крева против народ? Зошто родители против деца? Зошто некој нешто направил во нашето соседство? Како да ги дефинираме сите тие работи? Ако се продукт на нивниот одгој или продукт на нивната едукација или на нивната околина, злото повторно исчезнува. Тоа го прави злото. Злото сака се скрие. Тоа е целата поента. Сака се скрие по секоја цена. Да веруваш да го нема. Тоа е поентава. Исус вели дека има непријател и еве го принципот. Секогаш кога ќе има растеж, ќе има и напад. Еве што се случува со Исус. Веднаш што имаше потврда за тоа кој е тој, имаше потврда со глас од небото, имаше искушение и напад. Зошто секогаш кога ќе искусиш нешто прекрасно духовно, можеби си бил на некоја убава конференција или си слушал некој убава проповед или нешто убаво се случило, си прочитал некој убав текст од Библијата, некоја надеж си добил и дури си веќе имаш некаков полет према нешто, си кажеш тоа е тоа. Го искусив Бог на еден прекрасен начин. Ја искусив неговата радост, неговиот благослов. Веднаш после неколку дена правиш работа некоја страшна работа, без везе, паднеш на некој искушение, за кој не си ни очекувал да паднеш. Со години не си направил нешто. Ма и те паѓаш се. Тогаш, кога чувствуваш дека тоа е тоа, почнеш да растеш, ја чувствуваш Божјата сила, Божјото делување, го чувствуваш и одеднаш правиш глупост. Дури донесуваш некакви одлуки и тргнеш да не го правиш. New Year's resolutions. Јас тоа ќе го правам. Животот мој ќе го пуштам во тој правец. На тоа ќе се посветам сега. Ја го гледам благословот, ја гледам радоста, сакам да ја искусам и тргнуваш со целосна увереност. И одеднаш правиш глупост што не си ја направил со години и паѓаш. За никаде си. Веднаш после тоа, за неколку дена, паѓаш. Секогаш има против напад. Апсолутно секогаш. Зошто? Затоа што позади злото стои интелигентно битие. Затоа. Ова беше одговорот на кој е непријателот. А каде е фронтот? Каде е фронтот? Каде е борбата? Знаете, можеби ќе си кажете, па добро, окей, сега не учам јас ништо ново, јас знам дека ѓавол постои, дека действува. Што е поентава тоа? Што треба да научам од тоа? Поентава е дека и да знаеш дека сотоната действува, ако не знаеш каде е нападот, ќе не знаеш каде да се одбраниш. Со Зетот сега доста зборевме, тој повеќе он збореше затоа што чита изгледа за таа работа, за Александар Македонски и сите тие напади и стратегии кои ги имал. И знаете што, да знаете каде е фронтот и каде да ја извојувате битката, тоа е голем дел од победата. Голем дел од победата е тоа. Ако знаеш дека постои непријателот, тоа окей, тоа е важна работа. Но ако не знаеш каде да се соочиш со него, каде доаѓа нападот, нема да знаеш како да се одбраниш и ќе доживееш пораз. Понекогаш мислиме дека действувањето на непријател Божи се случува на тие некои необични појави и извонредни случувања кои може да ги гледаме на филмови. Нешто како истерувачот на ѓаволот, некои такви појави, се плашиме од не знам. Мислиме дека тоа е фронталниот напад на непријател. Да те заплаши, да дојде, не знам, да ти играат столови дома, ножеви да летаат, што ли се некои приказни такви, не знам, обседнување, што и да е. Немаше ништо изворедно или необично од тоа што го направи сотоната кај Исус. Сотоната влезе во главата на Исус и почна да става сомнеш за се што беше кажано за време на крштенијето. Тоа прави сотоната. А што направи сотоната? Искушението беше направи леп од камења, фрли се јавно од врвот на храмот и лебди. Тоа е јака работа, нели? Да можеш да лебдиш и нема кој нема да верува. И поклони ми се и ќе ти ги дадам сите царства на светот. Тие беа трите работи во кои сотоната го искушуваше Исус. Кога Исус доаѓа да се крсти кај Јован Крстител, во тој момент сите знаат дека крштенијето е символ на покаяние.
Крштенијата значи признавам дека сум грешен и ми треба простување и очистување, измивање на моите гревови. И Јован со право вели: јас треба да сум на твое место. Ти треба мене да ме крстиш. Зошто доаѓаш пред мене? Што јас правам на твоето место? Што правиш ти на моето место? Исус вели дека тоа е важно да го направиме за да го исполниме сето она што е направено, сето што е напишано, сето тоа што е праведно. Исус ме вели на Јован: седи таму, ти сега мене треба да ме крстиш, мене безгрешниот, затоа што треба да направиме се што е напишано, сето тоа што е праведно. Јас сум тука за да го завземам твоето место. Јас сум тука да живеам како тебе и да исполнам сета праведност, и јас сум тука да умрам наместо тебе. Во символот на крштенијето во Исус, сите тие работи Исус му ги кажува на Јован. Јас сум тука да застанам на твоето место, за ти да можеш да застанеш на моето место. Јас ќе го земам проклетството кое тебе те следи, за ти да можеш да го земеш благословот кој мене ме следи. Јас сум тука да стојам на твоето место, за да ти ја стоиш на моето место. Јас ќе го живеам животот кој ти го заслужуваш, за ти да можеш да го живееш животот кој јас го заслужувам. Зборовите на таткото кои беа искажени во моментот на крштење беа зборови кои се цитат од Стариот Завет. Во Исус се исполнуваат сите ветувања за ветениот цар кој треба да го избави Израел од робството. На израелците очекува еден друг цар, еден величествен цар, еден цар кој ќе даде пример. Не очекува дека царот ќе мине низ болка и страдање. Тоа не го очекува. Тие очекува победоносен цар, а не страдален цар. Но токму тоа Исус и го направи. Кога Сатаната му кажува на Исус да ги претвори камењата во леб, тоа, драги мои, е фронталниот напад на Сатаната. Сатаната не зема некои згради да ги фрли врз Исус. Тој му кажа само камењата да ги направи леб. Пофронтален напад од тој Исус не можеше да добие. Тој го предизвикува Исус да го фати по лесниот пат. Да го предизвика Исус да не зависи од Светиот Дух, онака како што зависеше Исус од Духот. Сатаната го предизвикува да го однајгне патот на страдањето. Зошто да се мачиш во животот? Зошто да страдаш? Тој го предизвикуваше да го оди патот на славата и да го оди патот на силата. Тој е поубавиот пат. Посветкавиот пат е тој. И Сатаната го носи на планината и ми ги покажува сите царства и му ги нуди само да се подчини на Сатаната. А што Сатаната му нуди во суштина на Исус? Тој му вели: можеш да се искачиш на планината без да ја поминеш долината. Можеш да дојдеш до круната без крстот. Ево го трикот на Сатаната. Во тоа може да се види неговата, како да кажам, лукавост. Тој му нуди на Исус да отпочне религија како секоја друга религија. Тој го предизвика Исус да биде како пример, но не и како спасител. Токму тоа Сатаната му нуди на Исус. Тој го предизвика Исус да ги повика луѓето да бидат пример во него и да бидат како него, за тој да им покаже како да живеат, но не и да каже дека ќе дојде на наше место и дека ќе биде слаб и дека ќе биде наранет како нас, за да може да го земе нашето место, нашата слабост, за да можеме ние да го завземеме неговото место и да ја земеме неговата слава. Наместо вера, ѓаволот нуди концепт на спасение преку имитирање. Не преку вера, туку да постигнам нешто јас. Нема да бидеш спасител, туку пример, како и сите други религиозни водачи. Да се запрашаме сега, за да збориме за фронталниот напад на Сатаната. Како Сатаната доаѓа против тебе и мене? Како те напаѓа сега? Кој е фронталниот напад кој Сатаната сега го користи во твојот живот? Мислиш сега дека се обидува да те обземе или да ти летат по дома ножеви? Тој е нападот? Не. Фронталниот напад е нешто друго. Сите тие представи за нападите на Сатаната и застрашувачки филмови за нападите на Сатаната се однесуваат на некој нереален и прикриен напад, кој може да се деси некојаш, така е, ако некојаш се деси, но еве го,
фронталниот напад, оној вистинскиот напад за кој треба да бидеме будни. Тогаш кога го третираш Исус повеќе како пример, а не замена на твоето место, тогаш кога ќе помислиш дека ако доволно добро живееш или ако доволно слично живееш како тој што живееше, ќе заслужиш Божјата милост. Мислејќи дека нешто ќе заслужиш ако само го следиш неговиот пример. Библијата вели вака: денес и сега, ако го прифатиш Исус, и ако ја прифатиш таа заменска жртва што има направено тој за тебе, денес, одма, ти си угоден на Бог. Во Јован 1 глава 12 стих, во таа најава за Исус, кој е тој и што тој ќе направи. Вели, а не тие што го прифатија, им даде право да се наречат Божи деца. Сега и денес. Не еден ден, ако исполниш не знам колку услови. Сега и денес повера, ако ја прифатиш таа заменска жртва. Денес. Ти си Божи син, Божја ќерка. Веднаш Господ те гледа тебе како што го гледа својот возлюбен син. А видите што се случува со нападот. Сатаната прашува, на Исус го прашува: ако си син Божи, но на крштението Бог вели: ово е мојот син, мојот возлюбен син. Сатаната става сонеш. Често пати не се однесува најмногу на делото кое го правиш или за ситуацијата со која се соочуваш. Можеби сега правиш нешто кое е навистина катастрофално. Во едно дело си сега впуштен си и не можеш да се откачиш од таа работа. Не ни од делото или ситуација, се наоѓаш во некоја животна ситуација, во проблеми и си кажеш како ќе се откачам од таа работа. Не ни во ситуацијата, ни во делото што го правиш, туку се работи за сонежот кој Сатаната ти го става во тој момент. Тој ќе ти каже: ако си дете Божјо, нели не треба да го правиш тоа? Ако си дете Божјо, нели не треба да поминуваш сега низ тоа? Ако си дете Божјо, нели не треба да страдаш така? Па на крај крајва ти си Божјо дете. Ако си дете Божјо, нели не би требало да поминуваш сега низ тоа ти? Става сомнеш. Ако веруваш дека Исус од друга страна е само пример за тебе, има две опции за внатрешна реакција во тебе кога ќе дојдат проблемите во животот. Првата реакција е: јас имам добар христијански живот и не би требало тоа да ми се случува. Ако го следиш Исус само во неговиот пример и мислиш дека заслужуваш ти нешто, ќе си кажеш: јас имам добар христијански живот и не би требало да ги имам тие проблеми во моментот. Бог е крив и Бог е неправеден. Бог не е фер. Што е работа? Другата страна е да кажеш: јас сум лош христијанин, не сум лош христијански живот и го заслужувам тоа што ми се случува. Од мене ништо нема да биде. И завршуваш на исто место. Или се лутиш на Бог, или се лутиш на себе. Но кога пристапиш по вера и го прифатиш тоа што Исус го направи наместо тебе, тоа се менува целата поставеност. Исус помина ни сето тоа за да донесе спасение за многумина. Исус се крсти, го помина искушенијата и страдањето за да спаси многумина. А тој беше Божи син. Тој би требало да ни зборува многу. По таа логика, со секое страдање и напад во мојот живот, јас ќе гледам на нештата од таа гледна точка. Како и во случајот со Исус, ако поминувам низ тешкотии, поминати низ животот, а сум Божјо дете, тогаш има две опции. Или Бог во мене го расте моето спасение и јас поминувам низ тие работи заради растежот на моето спасение, или сака преку мене да го пренесе тоа спасение на луѓе околу мене. Ти се двете работи зошто имаме искушение и потешкоти во животот. Или Господ го расте спасението во мене, или преку мене Господ сака да донесе спасение за многу луѓе. И ако така пристапиме, ќе имаме еден различен поглед на светот,
на страдањето, на проблемите. Во моменти на потешкоти Сатаната ќе те држи во состојба да не можеш да видиш дека Бог прави неверојатно нешто со тебе. Или ќе се обиде да го подрива идентитетот кој веќе го имаш, а тоа е дека си Божјо дете. Мислиме дека проблемите со кои се соочи Исус беа затоа што тој не беше по волјата Божја? Ако некој беше по Божјата волја, тоа беше Исус. Но сепак тој помина. Што се случи ако Исус го фаташе патот, начинот на послаб отпор? Полесниот пат го фаташе. Не мора крст, не мора страдање, не мора прогонство, ништо не мора. Па денес не може да збориме за Исус ни воопште. Не може да постои тоа што ние денес го викаме христијанскиот живот. А да видиме кои се оружјата кои се достапни за христијаните да му се спротивстават на Сатаната. Има две оружја кои се многу важни. Божјиот збор и Божјиот дух. Сатаната му понуди на Исус да го искористи својот Божји авторитет и да ги претвори камењата во леп. Може би не гледаме ништо лошо во тоа, може да се каже, чекај малце, да подсетиме, што е толку лошо Исус да ги претвори камењата во леп? Нели беше гладен? Што има толку лошо во тоа? Исус одговара, нема да живеам само од леп, туку од секој збор кој излегува од Божјата уста. Тој мисли токму на зборот кој го слушна во актот на крштението. Ова е мојот возлюбен син. Еве го трикот кој Сатаната го користи. Тој ќе земе нешто добро и нешто природно од твојот живот. Нешто добро и нешто природно. Тој ги зема двете добри нешта кои се дел од Исусовиот живот. Прво, Исус е човек и тој е гладен. Тоа е нормална човечка потреба. Исус е гладен. А втората работа која Сатаната ја зема за искушение е тоа дека Исус е Бог. Тој е моќен. Тој го зема гладот на Исус и неговата моќ и го искушува. Земи ја моќта и претвори ги камењата во леп. Исус вели дека тоа не е тоа што мене ме задоволува вистински. Дури да имаше приготвено трпеза пред Исус, тој знаеше дека со тоа искушение, со пат на тоа искушение, нема да задоволи никаква жед, никаков глад, нема да исполни ништо во своето срце. Искушенијата во нашиот живот доаѓаат во некои убави работи од нашиот живот. Може би страв ти е дека ќе изгубиш љубов на некоја личност во твојот живот. Може би тука имаш страв. Нечија љубов дека ќе изгубиш. И сега правиш некои екстра чекори, одиш во опасни зони, само да не изгубиш некаква љубов. Страв ти е може би дека нема да успееш во работата. Страв ти е. Работата е убава работа, љубовта е убава работа. Но од страв за препознавање, за признавање на нештата, на твојата способност, на твојата пожртвовност, ти во работата ќе правиш еден ризик, два ризици, ќе правиш чекори кои не би требало да ги направиш. Чувствуваш дека го губиш нечие препознавање, некоја, како да кажам, нечија добрина, нечија љубов ја губиш. И спремен си за тоа да жртвуваш се. Исус ни го дава во тие моменти принципот да се потпреме на првото оружје, тоа е Божјиот збор, а не на нашите достигнувања и исполнувања. Дали Исус можеше да ги претвори овие камења во леп? Ја мислам дека тоа е празно прашање. Тоа што се не направи, овие камења можеше многу лесно да ги претвори во леп, но во тоа не е поентата. Да не се потреме да ги претвориме ниедни од нашите камења во животот во леп. Нема тоа да го задоволи нашиот глад. Исус ни открива дека единственото нешто што ќе биде задоволувачко во нашето срце е Божјиот збор. Ако се обидеме да станеме угодни на било кој друг начин, Сатаната ќе те држи околу малиот прст, ќе те мота околу малиот прст. Само ако се обидеш да го задоволиш Бог или да задоволиш некој ближен или некој работодавец или себе си да се задоволиш на било кој друг начин, освен преку Божјиот збор, и паднеш на тоа искушение, Сатаната ќе те мота околу малиот прст цел живот. Цело време ќе треба некои камења да ги претвараш во леп. Цело време. И цело време ќе бидеш гладен. Божјиот збор е местото каде што Исус постојано
се враќаше. На еден ист начин така треба и ние да се држиме до Божјиот збор. Ако ние постојано пребиваме во Божјиот збор, дури и тогаш кога ќе се распаѓа нашиот живот, дури и во најтешките моменти, знаете, кога Исус висеше на крстот, мислите дека му беше лесно? Кога ти се распаѓа животот, кога имаш чувство дека сите те оставиле, па дури дека Бог те оставил, повторно Исус и на крстот цитира од Божјиот збор. Можеби ги знаете тие зборови. Боже мој, зошто си ме оставил? Една од седмте фрази кои Исус ги изговара на прстот е Боже мој, зошто си ме оставил? Тоа е токму еден цитат од псалмот кој Исус го изговара на крстот. Исус не каже во тој момент: "О, немилосреден Боже!" Туку Боже мој, дури кога не разбираш и што поминува во животот, дури кога не разбираш зошто некои потешкоти ги имаш во животот, повторно, ако пребиваш со Божјиот збор, ако се подпираш на тоа оружје кој ти е дадено од Бог, ти ќе кажеш: Боже мој, зошто си ме оставил? Секогаш кога сатаната ќе пристапи и ќе му понуди скратен пат, дури кога висеше на крстот, Исус одговараше со Божјиот збор и знаеше дека секоја понуда на сатаната не значеше никакво задоволство на срцето и некаква богоугодност. И за крај, треба да знаеме една работа. Сатаната не прифаќа не за одговор. Еднаш кога ќе кажеш не, сатаната нема да каже: па добро, да го испочитам човекот. Не постои таква работа кај сатаната. Не постои тоа. Тој концепт не постои кај него. Со едноставно не можеме да се бориме против нападите на сатаната. Кога сатаната искушува со нас, тој не се откажува. Често пати сме го искусиле тоа. Еднаш ќе кажеме не, еднаш ќе бидеме искушени и кажеме не, тоа за малце ќе се лизне човече. Втор пат веќе си поблиску до искушението, третиот пат веќе паѓаш и си заборел дека првиот пат си кажал не. Ја преминаме секоја граница и паѓаме искушението. Сатаната знае нешто, што и ние длабоко во нас го знаеме. Знаете што знаеме ние длабоко во нас? Многу длабоко во нас го знаеме ние тоа. Дека ние не сме доволно добри. Дека ние не сме угодни. Апсолутно. Така. Ние не сме угодни. И тој секогаш ни вели дека за да бидеме угодни за другите, за да бидеме угодни за Бог, да бидеме прифатени од другите, да бидеме прифатени од Бог, ќе треба секогаш да направиме нешто повеќе. Секогаш. Уште една работа. Ќе треба да го заслужиш тоа. Во тој случај ни треба Божјиот збор, преку кој ние освен одговорот не, ќе му кажеме дека ние живееме само од леп, туку од секој збор кој доаѓа од Божјата уста. Ни требаат оружја кои не надминуваат нас. А тоа е Божјиот збор и Божјиот дух, да не чуваат од сите напади на сатаната. Ако имате некаква New Year's resolution, ве охрабрувам, посветете време да дознаете како тие Божји оружја действуваат во нашиот живот. Посветете време да растете духовно, да пораснете во верата, да пораснете во спознанието на Бог. Знаете што? Единствено на тој начин ќе добиете исполнување во животот. Тоа ви го ветувам. Може би ќе си кажете, па не знам дали имам сила да се соочам со тие искушенија и напади кои имаат сатаната. Ама знаете ли што? Ако нема искушенија и напади во твојата вера, патеката по која одиме е уништување. Тоа е дестинацијата. Уништување, само уништување. Не е подобро, целта не е подобра. Не е полесно да се оди по таа патека. Многу потешко е. Само ѓаволот те лаже дека ќе те остави на мира, ама нема да те остави. Ќе искине и железни опенци, што викаме ова народното што е. Само ќе искине и железни опенци да те донесе до таму кај што сака. А јас би сакал сите ние да го имаме тој одбранбен механизам преку Божјиот збор и преку Божјиот дух.
И кога ќе дојдеме во проблеми во нашиот живот и искушенија, знаете што? Да се радуваме. Да се радуваме затоа што сите тие работи се сведоци за нашиот духовен растеж, за нашата вера во Бог. Знаејќи дека од првиот момент кога ќе му кажеме да на Бог, кога со вера ќе го прифатиме тоа што Исус го направил во нашиот живот. Од старт по благодат, од старт, таткото не гледа како што го гледа својот син Исус Христос и не вели: ова е моје возлюбено дете. Ова е мој возлюбен син, ова е моја возлюбена ќерка. Тој во мене и тебе го гледа својот возлюбен син Исус Христос, затоа што тој дојде на наше место за ние да можеме да стоиме на местото каде што стои тој. Фала му на Господ за тоа. По негова благодат сме спасени, повикани и по негова благодат тој ќе не воведе во својата слава. Нека Исус не биде пример, но пред се нека биде замена, нека биде спасител за нас. Тоа е најважно. Татко наш небесен, ти благодарам, Господи, за тоа што преку Твоето дело на крстот, преку животот кој Ти го живееше овде на земјата, скршен, воскршеното тело и пролијаната крв, Господи, ние наоѓаме исцеление за нашите животи, за нашите рани, за нашето срце, за наша обнова. Господи, најважните работи Ти за нас ги правиш бесплатни. Ништо од тоа не можеме да заслужиме, Господи Боже мој. Моментот кога со вера ќе пристапиме и молитва пред Тебе, Господи, во тој момент, Татко мој, Ти не гледаш како Твојот син Исус, затоа што со вера го прифаќаме неговото спасение. Татко мој, фала Ти, Господи, затоа што можеме да се наречеме Твои деца. Која привилегија е тоа за нас. Господи, прослави се преку нас и нека, Господи, оваа година растеме во верата. Нека растеме духовно, Боже мој, и нека луѓето околу нас уживаат во плодовите кои доаѓаат од тој живот. Се оставаме во Твоите раце, Господи. Амен.